Македонија после 5 години заслужува председател. Не е сеедно кој е прв човек на државата. Кога тој е слаб, слабе и државата. Ова го порача заменик председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Радмила Шекеринска на синоќешниот митинг во центарот на Тетово. Во времето кога многумина во Македонија дигаа раце од Тетово, во времето во кое многумина велеа сите македонци, сите граѓани кои што се плашат од војна треба да си одат, имаше луѓе кои веруваа во Македонија за сите нас. Имаше луѓе кои веруваа дека со животот мора да има шанса. Имаше луѓе кои се бореа за таква Македонија. И еден од нив беше Стево Пендаровски. Денеска Македонија се соочува со поинакви проблеми. Меѓутоа и денес во Македонија некој сака да ни ја украде и вербата и желбата да ги менуваме работите на подобро. Денеска сме тука и во Тетово да кажеме дека така не може. Стево Пендаровски е кандидатот кој што ќе ги врати шансите и за младите и за сите граѓани на Македонија. Стево Пендаровски е човекот од кој нема да се срамиме. Стево Пендаровски е председателот кој со гордост ќе го споменуваме дека ја води оваа држава и овој народ. Понудивме надпартиски кандидат. Стево Пендаровски ќе биде председател на сите граѓани. Кандидат со интегритет, кредибилитет, едуциран. Ќе ги застапува интересите на сите граѓани. Со овие зборови председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев се обрати на тетовци. Сакам одовде пред вас и пред овие камери да испратам неколку пораки. Сите оние кои што ќе се дрзнат, кои што ќе ги излаже ѓаволот, да го притискаат, да му се закануваат и да го уценуваат собствениот народ, ќе одговарат со казна затвор од 3 до 5 години. Ние нема да дозволиме граѓаните на Македонија да си забиват нож во својот грб. Премногу сме малку да се ништиме помеѓу себе. На 28 април сите ќе имаат една многу важна придобивка. Уште првиот ден после победата. Таа придобивка се вика слобода. Слобода за сите. И третата работа, почитувани пријатели, се однесува на сите оние кои што ги испумпаа сите пари надвор од Македонија. Попрво Шар планина ќе распука отколку ние да се откажеме. Криминалите ќе ги гонеме до крај и парите има да ги вратат назад во државата. Во текот на вчерашниот ден од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија остварија средби со граѓаните на општина Барвеница, Јегуновци и Тетовско Сараќино, а караванот заврши со митингот во центарот на Тетово.